Викендот зад нас, 3 младински екипи од кошаркарскиот клуб Крива Паланка одиграа надпревари на домашен терен. Надпреварите се одиграа во спортската сала на Основното општинско училиште Илинден во саботата на 10 ноември. Домаќинот кошаркарскиот клуб Крива Паланка најпрвен ги угости екипите на Скопски работнички кој гостуваше со две генерации: кошаркари родени 99-та и 2000-та и генерација 97-98. Двете екипи на гостинскиот клуб славеа во Крива Паланка, а кривопаланечките кошаркари не успеаа да го запрат налетот на работнички кој со двата тима целеше на 6-та победа сезонава. Играчите генерација 2001 и помлади од кошаркарскиот клуб Крива Паланка пак истиот ден ја дочекаа екипата на Илинден од Скопје и одиграа многу неизвестен дуел. По првичното водство 28 во првата четвртина и изедначената игра во останатите два периода од игра, пожртвуваноста на младите паланчани не беше доволна за триумф. На крајот илинденци се вратија во Скопје со 2 бода. Но особена гордост за паланечките кошаркари е победата на сениорите на гости кај Пробаскетот Пробиште. Третолигашите заминаа на гостувањето со потаена желба и нескротлива страст за победа на гости, очекувајќи Пробаскет да биде тврторев, што се испостави дека беше оправдано. По впечатоците и на играчите и на тренерите, дуелот бил изедначен и неизвестен во сите 40 минути игра, зашто говори резултатот по истекот на регуларниот дел од времето 70:70. Но поупорни и поистрајни во дополнителната 5-минутна борба на паркетот се покажаа кривопаланчани, а мечот заврши со резултат 80-83. Минимална, тешко извојувана, но многу значајна победа за третолигашите од кошаркарскиот клуб Крива Паланка, која ги закотви на врвот од табелата со 7 бода и 20 бодови кош позитива. По ова кривопаланчани со нетрпение очекуваат следната средба на домашен терен против Стружани на редното 5-то коло. Кошаркарскиот клуб Крива Паланка е домаќин на дуелот со Црн Дрим, во кој ќе атакуваат на четвртата победа сезонава, трета во низа.